Зградата во која е сместен архивот тука е сместен од 1965 година, а зградата датира од 1929 година. Архивот е регионален архив, значи за Полог, поранешните општини Тетово и Гостивар. За значењето на архивот може да се каже, бидејќи е единствен орган од ваков вид во Полошкиот регион. Води евиденција за 279 иматели од управа јавни служби, од правосудство, образование, култура и наука, стопанство, верски институции и заедници, лични фондови, семејни фондови, збирки на архивски фондови. Значи, во архивот се превземени вкупно 795 архивски фондови и збирки. Содржината на тие архивски фондови и збирки е различна. Значи, имаме фондови од органи и јавни служби, имаме фондови од правосудство, фондови од образование, култура, наука, фондови од стопанство, исто така имаме лични фондови, семејни фондови, збирки на фондови и фондови од поранешните општествено-политички организации. Количината на материјалот кој што е депониран во архивот во Тетово изнесува околу 1100 метри должински. Едно појаснување само, 1 метро должинско кој содржи 10 архивски кутии, а една архивска кутија содржи околу 1000 листови. Што значи богатството на архивски материјал зборува за сите сегменти од општествено-политичкиот и стопанскиот живот на Полог. Затоа, со право, по неговото формирање, почнува организирана работа за заштита и унапредување на архивското работење и архивската дејност. И јас би го нарекол тоа, архивот во Тетово во изминатиот период е 60 годишен чувар на културното наследство во Полошкиот регион. Навистина ми представува задоволство, па морам да признам и некое посебно задоволство покрај толку трудови. Оваа изложба ми значи многу. И затоа што бев дел од екипата, односно ја водев екипата која ја создаде оваа изложба, да ги прочитам колегите Јасмина Дамјановска, Младен Матовски, Ирфете Ибреини. Оваа изложба се базира на материјалот, архивскиот материјал со кој располага оделението во Тетово и државниот архив, каде што се чуваат исто така значајни документи од историјата на подрачјето кое го опфаќа и надлежностите кои ги опфаќа овој архив. Во самата содржина на оваа изложба навистина можем да кажам слободно дека е мощна и богата. Започнавме со прво описот на објектот на архивот, неговата историја преку документи, а потоа низ еден историски хронолошки приказ и покривме периодите од првите сочувани документи кои зборуваат за овој крај од 12-тиот век, тоа е од времето на Византија, потоа тука се од османлискиот период документите. Морам да нагласам дека најстариот документ кој се чува во архивот тука е сиджилот од 1704 година, што навистина е една реткост за наши прилики. Исто така во оваа изложба се од овој османлискиот период се прикажани и документи кои не само што ги создавале локалните управи, туку и документи создавани од приватни лица, од верски заедници, така што сметаме дека е офетен еден добар период со најразлични аспекти од живењето на овој крај. Во рамките на тие прослави, односно одбележување на јубилеот 70 години од постоење на државен архив, подготвивме неколку активности, меѓу кои
изложбата во Штип, постојаната изложба во Штип, постојаната изложба во Градскиот архив во Скопје, што беше отворена на 13 ноември по повод ослободувањето на Скопје, и оваа во Тетово, која денеска имаме можност да ја отвориме и да се запознаеме со регионот во Тетово и Тетовско, со неговиот историјат и со многу историски документи, факти и фотографии.